Председателството и Советот на Сојузот на синдикати на Македонија заедно со штрикувачките одбори денеска ја блокираа улицата пред седиштето на Организацијата на работодавачи на Македонија и Стопанската комора во центарот на Скопје во знак на незадоволство од предлогот на работодавачите за методологијата на минималната плата. За синдикатот предлогот е неприфатлив, бидејќи нивните пресметки покажале дека минималната плата би се зголемила на 16.164 денари, а синдикатот бара минималната плата да изнесува 18.000 денари и скалесто зголемување на сите останати плати. Знаат овие овде позади нас во оваа зграда нашите работодавачи чиј капитал го ствараме, зошто сме денеска овде? Дали треба да ги подсетиме дека треба да одделат дел од својот капитал во оваа време да го споделат со нас, за да можеме и ние да преживееме? Мора да попуштат и да го прифатат нашето барање за минимална плата од 18.000 денари, која што не смее да падне под 60% од просечната плата во државата. Значи, додека им е топло горе, не гледаат и ни се смеат. Како молиме за 18.000 денари. Симнете се со нас, заедно да го поминеме месецот со 15.200. Одма ќе пристапиме кон тоа решение. Ама дојдете со нас во фабриките. Не вие да ги давате тие плати. Вие да работите еден месец за таа плата. Дополнително за 10 февруари, кога на дневен ред е законот за минимална плата, синдикалците најавија и блокади на собранието. Соопштувај до сите граѓани работници за поддршка на народните пратеници, веднаш да го изгласаат законот за минимална плата и усогласување на другите плати. Протестите на синдикатот доаѓаат по две неуспешни рунди на преговори за покачување на минималната плата, а непосредно пред одржувањето на третата.